човечки. И одговорија: Еци дека си Јован Крстител, други Илија, а некој Еремија или еден од пророците. А тој им рече: А вие, што мислите, кој сум јас? Симон Петар одговори и рече: Ти си Христос, Синот на живиот Бог. А јас тебе ти велам, му рече Исус: Ти си Петар, и на тој камен ќе ти изградам црквата своја, и вратите на пекло нема да ја надвладеат. И ќе ти ги дадам ключевите од небесното царство. И што ќе свртеш на земјата, ќе биде сврзано и на небесата. А што ќе разрешиш на земјата, ќе биде разрешено и на небесата. Оттогаш почна Исус на учениците своји да им открива дека ќе отиде во Иерусалим, а таму треба да пострада многу од старешините, првосвештениците и книжниците, а таму да биде убиен, а на третиот ден да воскресне. А Петар го повлече настрана, почна да го одвраќа велејќи: Биди милостив кон себе, Господи, тоа со тебе нема да се случи. Тој се заврти и му рече: Бегај од мене, Сатано, ти си ми соблазна, зашто мислиш не за она што е Божјо, туку за она што е човечко. А на учениците своји им рече: Ако некој сака да врви по мене, нека се одрече од себе, нека го земе својот крст и нека ме последува. Зашто Синот човечки ќе дојде во славата на својот Отец со ангелите своји, и тогаш ќе му даде на секој според делата негови. Вистина ви велам, тука стојат некои што нема да вкусат смрт, додека не го видат Синот човечки, како доаѓа во царството свое. А по 6 дни Исус ги зеде со себе Петар, Јаков и брат му Јован и ги изведе на високата гора сами и се преобрази пред нив. Лицето негово светна како сонце, а лиштата негови стана бели како светлина. И ете, им се јавија Мојсе и Илија, кои разговараа со него. Тогаш Петар му одговори на Исус и рече: Господи, добро ни е да бидеме овде. Ако сакаш да направиме 3 колиби, една за тебе, една за Мојсе и една за Илија. Додека уште говореше, ете, ги заседи светол облак и се чу глас од облакот кој велеше: Ово е мојот возлюбен син, колку го е мојата волја, него послушајте го. И кога го чујат учениците, паднаа ничку и многу се уплашија. Но Исус, откако им приде, се допре до нив и им рече: Станете и не плашете се. А тие, кога ги подигна очите, не вида никој друг освен Исус. А кога сликува од гората, Исус им заповеда и рече: Никому не кажувајте што видовте, додека Синот човечки не воскресне од мртвите. Исус повторно ја најавува својата смрт и воскресение. А кога беа во Галилеја, Исус им рече: Синот човечки ќе биде предаден во рацете човечки и ќе го убијат, и третиот ден ќе воскресне. И тие многу се нажалија. Исус по трет пат ја навестува својата смрт и воскресение. И кога се искачуваше Исус кон Иерусалим, ги зеде насамо 12 ученици и по патот им рече: Ете, се искачуваме кон Иерусалим, и Синот човечки ќе им биде предаден на првосвештениците и книжниците, и ќе го осудат на смрт, и ќе го предадат на незнабожците, за да биде исмеан и тепан и распнат, и третиот ден ќе воскресне. Потоа отиде Исус со нив на едно место наречено Гецимање и им рече на учениците: Поселете тука, додека отидам онаму да се помола. А кога се раздени, сите првосвештеници и старешини направија договор против Исус да го убија. И како го брза, го одведо и го предадо на управникот Понтониј Пилат. Исус застана пред управникот, а тој го праша: Ти ли си царот јудејски? Исус му одговори: Ти велиш. Жената на Пилат порача да му каже: Не прави му ништо на тој праведник, зашто денеска многу пострадав на суд заради него. Пилат ги изми рацете и рече: Не ви сум за крвта на овој праведник, мислете го вие. А народот рече: Крвта негова нека падне на нас и на нашите деца. А што го размаја, ставија на главата надвор со вината негова. Ово е Исус,
Ти що уливаш рамо и за 3 дни го задигуваш, спаси се себе си. Ако си син Божи, сигни се от кръста. А от 6-тиот час настана премнина по целата земја. А около 9-тиот час извика Исус со силен глас и рече: Или, има самозвани. А тоа значи: Боже мой, зошто ме оставиш? И го испушти духот. А стотник и оние што вони го почуваа Исуса, откако го видеа земјотресот и се друго што стана, се уплашија многу и говореа: навистина, овој беше син Божи. А Јосиф, што го зеде телото, го завика во чисто платно и го положи во слободнов грб, што го беше излавил во камен. Откога постави голем камен на надгробната врата си отиде. Фарисиите на Пилат му рекоа: Господаре, овој измамник додека беше жив рече: после 3 дни ќе воскресна. Пилат им рече: Имате стража, одете и чувајте го како што знаете. Отидоа и така направи. Што мина саботата, Марија Магдалена, Марија Јаковова и Саломија купија мириси за да дојдат и да го помазат Исуса. По патот се прашуваа кој ќе ни го отвали каменот од вратата на гробот. Видоа дека каменот е отварен, а беше многу голем. Кога гледаа внатре, видоа еден млад човек, облечен во бели јалишта, како седи од десната страна. Тој им рече: Не плашете се, вие го барате Исус од Назарет, распнатиот. Тој воскресна, не е овде, еве во местото каде што го положија, но одете, кажете на учениците негови, дека тој пред вас ќе отиде во Галилеја, таму ќе го видите како што ви беше рекол. Првиот ден од седмицата, Марија Магдалена дојде на гробот рано. Уште дори беше темно и виде дека каменот од гробот е поместен. Тогаш отрча и дојде при Симона Петра и при другиот ученик, кого Исус го љубеше и им рече: Го дигнале Господ од гробот и не знам каде го положиле. Тогаш излезе Петар и другиот ученик и појдоа кон гробот. И обајцата трчаа заедно. Другиот ученик отрча поврху од Петра и прв дојде до гробот. И кога се наведна, виде дека лежи самоповојот, но не влезе. По него дојде Симон Петар, влезе во гробот и виде дека самоповојот стои. А крпата, што му беше на главата негова, не стоеше при повојот, туку отделен, свиткана на едно место. Тогаш влезе и другиот ученик, кој прв дојде до гробот и виде и поверува, кои уште не го знаеа писмото, дека он треба да воскресне од мртвите. Тогаш учениците се вратија. А Марија стоеше пред гробот онакор и плачеше, и плачејќи се наведна на гробот. И виде 2 ангела во бели облики како седа, едниот кај главата, а другиот кај нозете, каде што беше лежало телото Исусово. И тие ѝ рекоа: Жено, зошто плачеш? И му одговори: Го кренале Господа мој и не знам каде го положиле. Штом го рече ова, се заврти назад и го виде Исуса како стои, но не знаеше оти е Исус. Исус и рече: Жено, зошто плачеш? Кого говориш? Таа, мислејќи дека е градинарот, му рече: Господине, ако си го взел ти, кажи ми каде си го положил и јас ќе го земам. Исус и рече: Марија. Таа се заврте и му рече: Равуми, што значи учителе. И рече Исус: Не допирај се до мене, оти уште не сум се вратил при мојот отец, туку оди при браќата мои и кажи им: Се враќам при својот отец и при вашиот отец, при својот Бог и при вашиот Бог. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Бог беше Словото. Тоа во почетокот беше
преку него и без него ништо не стана што стана. Во него имаше живот. И животот им беше светлина на луѓето. И светлината во темнина свети. Мракот не опад. Имаше еден човек по име Јован, пратен од Бога. Тој дојде за сведоштво, да сведочи за светлината, да сите да поверуваат преку него. Тој не беше светлина, туку да сведочи за светлината. Постоеше вистинска светлина, која го просветлува секој човек што доаѓа на светот. Во светот беше и светот преку него стана, но светот не го позна. Дојде при своите и своите не го примија. А на сите што го примија, на сите што веруваа во неговото име, им даде можност да станат синови Божи. Кој не од крв, не од Бог од башка, а од Бога се родија. И Словото стана тело и се сили во нас, полно со благодат и вистина. И ние ја видовме неговата слава, слава како на единороден од Отецот. Јован сведочеше за него и велеше зборувајќи: Овој е за кого реков Омар, поиде во мене, го испревај, оти го стоеше порано од мене. И до неговата полнота ние сите примивме благодат без благодат. Што законот беше даден преку Мојса, а благодата и вистината произлегоа од Исуса Христа. А вечерта, во истиот ден, првиот ден од седмицата, по кафарата, каде што беа учениците негови, собрани, беше затворена поради страх од јудејците. Дојде Исус, застана насреде и им рече: Мир вам! И ова кога го рече, им ги покажа рацете и нозете и ребрата своји. Се зарадуваа тогаш учениците, што го видоа Господа. А Исус пак им рече: Мир вам! Како што ме прати Отецот, така и јас ме праќам. И кога им го каже ова, духна и им рече: Примете Дух Свети. На кои ќе им ги простите гревовите, ќе им се простат, а на кои ќе им ги задржите, ќе им се задржат. Тома, еден од 12-те, наречен Христа, не беше со нив кога го слуша. Другите ученици му рекоа: Видовме Господа, а тој им рече: Дори не ги видам раните од клинците на рацете негови, и не го ставам крстот свој во раните од клинците, и не ја ставам раката своја во ребрата негови, нема да го верувам. А во 8 дена учениците негови пак беа собрани. И Тома со нив. Дојде Исус кога вратата беше заклучена. Застана помеѓу нив и рече: Мир вам! Потоа му рече на Тома: Дај го прстот свој овде и види ги раците мои. Дај ја раката своја и стави ја во ребрата моја. И не види, но веди. Одговори Тома и му рече: Господ мој и Бог мој. Исус му рече: Тома, ти поверувал, ти ме видел. Блажени се оние кои не виделе, а поверувале. И многу други чудеса изврши Исус пред учениците своји, што не се запишани во оваа книга. А овие се запишани, за да поверувате дека Исус е Христос, Син Божи, и верувајќи да имате живот во Неговото име. Додека ти уште зборува за тоа, сам Исус застана среде нив и им рече: Мир вам! А тие, така збунети и уплашени, мислеа ги гледаат друго. Но он им рече: Што се плашите? И зошто такви мисли ви влегуваат во срцата ваши? Видете ги рацете мои и нозете мои. Јас сум искрен. Допрете се до мене и гледате, зашто духот нема тело и кости, а како што гледате, јас имам. А кога го рече тоа, ги покажа рацете и нозете. Што додека тие од радост што не веруваe се чудеа, он им рече: Имате ли овде нешто за јадење? Тие му дадоа парче риба печена и месо фање. Кога го зеде, јадеше пред нив. Па им рече: Ете, кој е за оно што го зборував, уште да бев со вас, че треба да се исполни се што е напишано за мене во законот Мојсеј и кај пророците и во псалмите. Тогаш им го отвори умот, за да ги разберат писмата, и им рече: Така е напишано и така требаше да пострада Христос и да воскресне од мртвите на третиот ден. И да биде проповедано во неговото име и покаяние, проштевање на гревовите кај сите народи, почнувајќи од Јерусалим. А вие сте сведоци за ова. И ете, јас ќе го испратам врз вас ветувањето од мојот Отец.
а вие останете во градот Ерусалим, додека не се облечете во сила од озгора. И ги изведе надвор од Витанија, па кога ги подигна рацете, ги благослови. Кога ги благословаше, се отиди онди и се вознесе на небото. Тие му се поклонија и се вратија во Ерусалим со голема радост. И беа посторена во храм, каде што го прославуваа и благословуваа Бога. Амин. Откако го видовме воскресението Христово, да му се поклониме на светиот Господ Исус, единствениот безгрешен. На крстот Твој му се поклонуваме, Христе, и светото Твој воскресение го воспеваме и славиме, зашто Ти си Бог наш, освен Тебе за друг не знаеме, името Твое го призиваме. Дойдете сите верни да му се поклониме на светото Христово воскресение. Зашто ете, со прстот радоста дојде за сиот свет. Секогаш благословајте го Господа, да го воспееме воскресението Негово, зашто распет ја поднесувајќи со смртта, смртта ја разруши.